Дами и господа, добредојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Добре дојдовте, гледам дел од гостите веќе се тагнуваат, се објавуваат на социјалните мрежи. Така е, најавивме дека, а и нормално од вчера веќе најавуваме кои ни се гости, така што ќе биде весело, ќе биде насмеано, ќе биде интересно до самиот крај и денеска 1 час на располагање на телевизија Телма. Добре дојдовте во новото издание на Никој како. Така е, Никој како вас, ако сте заедно со уште едно издание на Никој како. Ние сме многу срекни заради тоа што, нели, она армија која што си ја создаваме се зголемува и зголемува, така неверојатно, сигурно ќе биде и во новата 2025 година, но еве сега имаме можност ова попладне да уживаме заедно. На вистина ќе има многу смеа, ќе има забава, ќе има дружба, ќе има интересни прашања, уште поинтересни одговори, ќе има многу игри, предизвици, но и музика. Но и кога сме ги кај армијата, значи можете да не следите и во било кое време, со оглед на тоа дека сите емисии ви се достапни на нашиот YouTube канал. Не заборавајте да уживате со она што можеби сте го пропуштиле. Така е. Во времето кога вам ви одговара, така ли во ова ново време? Така е. Ајде гостите, сега ни одговара да ги најавиме, повикаме и се разбира да ни се придружат во денешната емисија. Да викам јас? Ајде. Еден по еден или двајцата? Двајцата. Господинот Ранко Рангелов и Јордан Митев во Никој како овој четврток. Господа, добро дојдовте. Добро вечер, Како сте? Дали се спремате за За на почетокот со супа, со што ќе ме пречекате? Не, супа немаме. Вие не јадевте супа више? Да. Знам дека месото некако Касно е за супа. За супа е Касно е за супа? Отиде супата, отиде супата. Касно, ми каснале да има. Кафе, добро ми каснале. Ама ајде малку подоцна. До кафето, домакински истера. Запишување нешто има за. Ето. Запишување нешто, За читање после. Цртаме? Добро. Добро е, договорено? Добро е. Настивте? Добро е. Добро, се средивме, можеме да почнеме, поведете. Прво благодариме што не удостоивте, нели? Посебно Јордан периодов фати гунгулата што викаме, нели, посебно за пеачите, така што верувам и кај тебе веќе хаотично. Благодарност и до двајцата генерално, затоа што ова попладне на задоволство наше, па и на нашите гледачи, ќе имаат можност да се дружат со вас. Така е, да ви кажам, да. Сообраќајот е толку добар низ Скопје што ние уште у 12 сме тргнали да стигнеме за емисијата, да ви кажам. Од вчера сте тргнати. И цело време се крстиме да не се направи некој судир, тогаш нема ни да дојдеме. Не, стварно, каде сте, во која населба сте? Јас сум во Чајри на Џон Кенеди, славен Џон Кенеди таму. И сега? Ама он е стварно 12 Се префрлувам неколку пати за да можам да дојдам кај вас. И како се Да го најдам него, па да дојдеме и така. Ама усмица, тама не иде усмица? Не. Таму идат многу автобуси, ама не иде ни еден сега. Сега нема нафта, или Осмица, има? ако денес се качи, ще не шутре, така да. Нешто слично као во зовите. Да. Добро. Обично генерално, околу 17:15, тоа ни е некако прво прашање, што правите кога сте, нели, во периодот од денот, дома ли сте, на работа ли сте, како ви е распореден попладневниот дел? Па овој период обично Точно е, 17:15, проверувај, Јордан, толку е. Обично веќе се подготвува трапезата за вечера кај нас А фамилијарно. вечера е Вечер вечера. имате 17:20. Околу 6 веќе, значи веќе и во припрема, Така да овој период не е фамилијарно за вечера кога сум дома, а кога не сум дома, тогаш бидејќи кај мене не се знае каде ќе ме однесе патот. Најчесто овој период е веќе припрема за настап, тонска проба и така. Да, супер. Па јас со тоа време имам инспирација да пишувам хумор баш. Ама не можам затоа што имам внука што мора дедо да ја причува зашто ќерка ми е на работа, така да се снаѓам како знаем и умеем. Да. И едното и другото и третото. Ви чувате? Да, Помагате? како не, Колка многу ви сака се? музика.
koja ќе ја ставам на колено и ќе почне ова песните ова "Сторил ми е зајко, зајко да се жени" почне да Рајко, кукурајко. Браво. А кога е најубав период за инспирацијата да се преточи на хартија? Ноќе, Кога веќе кога ќе спомна легнам, хуморот? се размислам малку и наеднаш ми доаѓа, вика станувај подхитно. Фрлам јорган, станувам и пишувам и тогаш хуморот е напишам баш како што јас го сакам и мислам дека ќе успее. И стварно е, кај да го пласира, вика бре, кај ти текна за како нема, еве на пример, одиш сега низ Скопје, гужва е вака и викаш немам среќа. Кога немам среќа, ти кажам еве бевме со тој Перо другарот, абе нели има среќа човекот на пешачки го удари кола. И ова излезе му даде 2000 и овој го остави, ајде ни милиција. Како мене не ме удри мама му не. Значи немаш среќа бе, што да ти кажам, кога немаш среќа ништо. Си земеш 2000 и ќе одлече во болници готово шо. Рако, кој е најинспиративен за хумор? Уште се политичари? Па, политичари, да, се. Главни фаци. Главни се политичарите, и стари, и нови, и мислам, и овој што е заангажиран кај што има пожар, исто така, често пати се и тој беше добар за имитација летно време, кој ќе рече инвестуваме дека ќе гори пожарот, меѓутоа не е опасно за оние кои се во селото, меѓутоа сепак да бегат до Ческа да се спасат ако може. Сита. Сите, ако може да иде. Како тргна вашата приказна со Па хуморот? уште од мал сум имал тој талент, јас се сеќам наставниците, учителите ме затвара во канцеларија да им кажам како пее Сариевски, како пее... И како пее Сариевски? Сторил ми е зајко, зајко да се жени, зајко кокорајко, сина тресол гачи, упарчил мустачи, нагрнал джамадан и така натаму. Значи Питки Сиви беа. Вие Сариевски, за имитација на Сариевски. Баде, не знам, Васка, не знам, кои беа тогаш популарни пеи. И 101 приказна кога имаше тогаш на радио, немаше телевизија. Имаше друго. Па после дојда репортерите, едно време имаше многу интересен спорт, значи фудбал имаше, ама не даваат телевизија за да може да одиш на стадион. И ние на стадион одиме и транзистор си носам и го слушам Ивко Панговски како пренесува. И тоа ги слушав сите репортери од бивша Југославија и тоа ми беше на програма само што ќе го кажеш и народ станува и аплаудира, значи дали тоа е Белград, Сараево, Загреб, Скопје и така натаму. Да, јасно. А Јордан, твојата приказна за почетоците како стартува? Па, и како во глумата, така и во музиката, значи човек треба да е роден за тоа. Како што кажу, уште од мали нозе ке мене, талентот е за прв пат запишан во тие тогашните касети, уште на моја 3-годишна возраст. 3? Да. Значи 3-4 години Некој во кога сум бил. фамилијата имате кој што се занимава со музика? Имаме талентирани луѓе што така. пееле, Кој што ете, меѓутоа никој не бил професионалец, да речеме, да ми го покажал професионалниот пат. Така да јас сум 86-та година, веќе кога излезе на Дојди Лева на Перниче Бело 89-та, 90-тите тука јас ги пеам тие песни, Чаки Панкеро. Чаки Панкеро. Тогаш тоа беа за мене хит. И тогаш сум сниман и сум бил на некој начин атракција и за фамилијата и за сите тие кои што биле во нашето мало. Едно бомбонче, едно чоколадо, ајде испеда песна. Да. И така да никогаш немав дилема со што ќе се занимавам во животот, нели кога завршуваме основно училиште, прашањето е што сега понатаму. Јас знаев дека јас сум за тоа, дека ќе продолжам со музика, така да затоа се запишав на средно музичко, овде завршив факултет, магистрирав. Пење или инструмент? Завршив во делот на теоријата. Меѓутоа паралелно, значи, учев и пење и многу други работи. Така да, ете, денес изгради во тоа што сум. Можеме да забележиме дека навистина професијата ераш кариерата и работата поврзана со се што може се би еден нешто од до најголемите професионалци Ова кога е музиката навистина го праша. комплимент затоа што сведоци сме сите на сите оние проекти кои што ги презентираш е сработен спот, е направен тизер, е добро најавено, е на социјални мрежи, така што секоја чест за тоа. Па се трудам. Го следиш на ово време, добро е. Се трудам да бидам во тек. Секојаш сакам кога нешто ќе направам, тоа да биде квалитетно. Без разлика колку енергија ќе ми одземе, нормално и тоа ако можам да го поднесам финансиски, бидејќи сепак ние сме ограничени во нашите можности и во нашите технички и финансиски можности, но тоа со што не располагаме во нашата земја,
Значи јас се трудам да и тие луѓе кои што ги знам околу мене да направиме нешто квалитетно, иако јас сум носечки да речеме лидер на сите мои проекти како текстописец, како пишување на музика, аранжмани и така натаму, сепак имаме еден мал тим на луѓе, меѓутоа многу квалитетни луѓе кои што си ја знаат својата работа и секојаш без многу да зборувам знаат да ме прочитат дека туку така не смее да помине нешто без да биде направено како што треба. Но на што сакам да се задржам, нели, го следиш и трендот со социјалните мрежи и посебно со YouTube трендингот и бројките си го покажуваат. Тоа сакам нели да така е, да потенцираме. Па јас веќе постојам 20 години на сцената, од 2005-та. 2005-та го снимив мојот прв албум. Но знаеме каква е ситуацијата на нашата естрада. Денес кај нас секој може да се занимава со песна и со естрада без да има некој конкретен филтер и на некој начин сите се ставени во една во ист кош или во иста фиока. Така да многу тешко и многу бавно се издвојува тоа што е премиум, тоа што е квалитет и да се даде вистинско значење и тежина на тој човек. Ама со времето се издвојува. Со време се издвојува. Треба да се научиме трпение, како викаат, да се издвои. Колку имате пригледи, само да кажеме чисто информативно? Па имам доста, да. Баш пред неколку дена ми пристигна извештајот за 2024-та. Значи во прашање се повеќе милиони на слушаност и гледаност на авторски мои песни. Знаеш, кај нас доста дојдат некој тренд на препеви на одредени песни и многу луѓе со тие добри песни кои што некогаш биле отпеени денес прават кариери. Што јас тоа до некаде го оправдувам. Меѓутоа тоа не треба да биде главна и носечка сила на еден изведувач. Квалитетниот изведувач треба да направи обработка на една-две песни, меѓутоа не може вие кариерата да ја подпирате на обработка. Да биде препознатлив. Треба да си создаде свој бренд. Така. Господин Рангелов, споминавте додека нели чекавме да влеземе во студио, дека има многу работи кои што може да ги зборувате во однос на познатите кои што нели со кои што сте патувале на многу патувања и така натаму. Кој всушност ве откри или кој ве стави во редот на сите тие луѓе, па патување Германија, не знам, Бугарија, цел свет? За разлика од сега, тогаш квалитетот беше потребен. Тогаш беше да имаше блузовска вечер. Јас на природно-математички студент завршив и така натаму. На природно-математички отидовте? Да. Со цела уметничка душа на природно-математички? Уметничката душа си ја носев од средно, ама не знам во што се фрлив на ова и не сум ни работел, иако завршив. Не ми дадоа луѓето, веднаш ајде на турнеја, 18 пати во Австралија, па во Германија, па со 18 пати во една година? Не. Ни цела. Разлика до 2-3 години. Добро, ја викам што сте бајали цело време тамо, добро. И мислам, просто не ми дадоа да бидам друго, освен тоа што сум и стално го надополнував репертуарот со имитација на пејачи, имитација на артисти. Петре Прличко тогаш беше у форма, тој настапува, јас веднаш по него во Канада кога бевме, кога тој настапува и били абре детуле, абе разбери, Македонија е Македонија. Абе, како Мерлин Монро и сите сакат да ја легнат, детуле, запомни го тоа. Браво. И така интересно, значи пред тоа тој настапува ја веднаш по него. И сите пејачи скоро никој не ги заберал. И ти се надоврзуваш со имитација негова? Да. Него веднаш тој завршува, јас по него излегов во Канада, тоа беше страшна, салата се дигна. И аплаузи и така. Мислам, исто така не ми замерил никој, еве и спортистите сум. Не, тоа сакам да прашам, ама баш никој. Ама никој до денеска. Тито сум го имитирал веќе кога беше по 80-те години. За време на Тито не сум баш смел да го имитирам. Некој од се најнекој офицери, некој да те приведе тамо. Без потреба. Меѓутоа, после видоа дека квалитетот е во тоа што ја не го исмеувам, него тука само го имитирам, така да не сум имал проблеми до ден денеска и сум бил и во другите држави од бивша Југославија, сум имитирал на нивните ТВ станици и така, мислам, до ден денеска нема проблем. Еве сега за 29 ноември во Охрид организирале една приредба така по повод 29 ноември, имаше преполно, беше тамо, како се више тоа. Дом на културата? Браво. Шта? Када? Браво, тоа е многу добро, ник хотел, ресторан, нешто мешано така. И внатре најавило дека ќе гостува Тито, тие се со марами, со
И излегувам јас и аплаузи, излегува Тито, поздравува другарици и други. Мени е заista драго што заедно можемо да прославиме тај празник. Хвала вам лепо. Ама председателиве ти одат. Нема што. А и новава председателка, Да, ја и долови нова без. председателка, исто така која ќе речем. Правото мора да биде право. Не може да биде криво, а да се нарекува право. А ако нема право, нема ни права држава. Затоа ве молам добро да запамтите дека мораме да се однесуваме со државата како што треба да биде, а не како што не треба. Благодарам. 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 Супер. Има многу досетки, многу ситуации кои што може да се спомнуваат, но сега сакаме малку и на оние прашања интересни кои што ги имаме нели стандард за нашите гости. добро. Одговориме, па некоја следна прилика и многу повеќе за нели се ова што е поврзано со досегашната кариера. Да. Добро, дали некој сте лажеле за да избегнете некој скандал или некоја ситуација или некој нешто? Нешто Ова е неубаво, што? нешто што. За мене ова прашање. За двајцата. Да. Па јас лично како особа не сум човек кој што прави нешто посебни скандали. Секогаш сум искрен и го кажувам тоа што го чувствувам и што го мислам, без разлика дали тоа ќе предизвика позитивна или негативна реакција. Така да лично не кријам нешто. Тоа што имам го кажувам, сметам дека тоа е така, дека треба да го кажам и тоа По секоја цена. Кажуваш, па макар и Никогаш после не сум некој- правил намерно скандали. Некако тоа за мене е, не знам, премногу глумење или прикажување на некоја лажна слика на самиот човек или јавна личност, така да мислам дека нема потреба. Човек треба да биде природен и да си го каже тоа што го мисли да го каже. Нормално ако смета дека е во право, ако не Јасно. смета, тогаш нешто не е во ред. Реци молчи. Не е во ред, да. Па јас сум имал можност така да подизлажам, Да да. подизложам. Сум имал можност да подизложам. Гарант! Како убаво го кажавте ова, добро. Па порано имаше многу настапи, многу концерти, договориш на едно место, па ти се јавува друг, па ти ја и ти се знаеме, знаеш од кога и тој што те Добро. пазари, ја ќе дам дупло, молим те, некако снајди се. И јас кој ќе ми се јават тие првите што се договори, абе знаеш што, ме фати грло, не можам да зборам како ми е криво да ти кажам. И тој добро, нема проблем, еве се види дека грлото ти морам да излежам. Не, а ќе одите мамо на дупло. Па мора да. Ама да, уопште не е тајно, така да ќе тоа знае овој дека Турбо сме оде. Турбо. Добро. Дали никогаш сте го забравиле текстот за време на настап? За За двајцата? двајцата. Од песна, Јордан, ке тебе конкретно. До сега сите овие И гости што- што ни биле изведувачи и се вадат на тоа, ајде сега сите заедно, нели? Да, Ако не публиката, а може. сега вие. На текстот немам заборавено, меѓутоа имам заборавено оваа година на приватна на весела, конкретно свадба. Добро. Обично летниот период има секој ден свадби. Значи едно 20 дена јас сум турбо. Турбо. Каде што веќе после 10-тиот ден не знам ништо, само знам во која сала Да, сум. да. И од толку што бев преморен, сите луѓе ги кажав, кумот го заборавив. И веќе кога помина 1 саат од свадбата и кумот доаѓа, вика, има и кум на свадбата. И јас не знам што да кажам. Извини, викам, не намерно. главниот? Главниот, да. А текстот песна не се сеќавам да имам заборавен. Не, мислам дека не. Јас исто морам да речем дека сум подзаборавил некоја песна, на пример, ако не сум ја пеел скоро, ја не сметам дека мислам уиграно е, многу пати сум имитирал, ама може поминала една година и терам ја почнав со текстот, сега најнаш запинам се среќам од Круме Спасовски, еднаш требаше тој настапо, јас понеко идам Чудна жена? Мирна реко ти вко течеш, што те прашам ке ми речеш, и сега так како беше понатаму. Аплауз за Круме Спасовски. Тоа барем лесно, може да се извадиш, така ли? Не знам што да правам сега да измислам, не може. Добро. Дали некогаш ви дошло да се откажете од кариерата? Од преку глава, што викаме. На секој му доаѓа таа жолта минута, така ли? Да, доаѓало, меѓутоа за среќа тоа многу кратко трае. Тоа трае еден ден. Момент на некое разочарување, а кај нас имаме многу причини за разочарување во нашето општество. Но кај мене среќа љубовта према оваа работа што ја работам
Преважно. на некој начин живеам за ова, кога ќе направам нова песна, која Живееш за ова и живееш од И ова, од да ова, споменеме да, дека да, тоа ти е примарна професија, нели? Значи, кога ќе создадам некоја нова песна и кога ќе излезам од студио, 24 часа, буквално, кај мене само таа песна се врати и чувствувам како да наново се раѓам кога ќе ја слушнам веќе песната како треба конечно да изгледа. Така да тие моменти на разочарување, на паѓање психички најчесто кај мене кратко траат. Веднаш да речеме таа љубов, пак ќе кажам, доминира премногу и не ме остава да се откажам. Да. Па јас сум се разочарувал нормално да имав ние порано менаџери една купа, сега ги нема веќе, меѓутоа една купа менаџери, едно ти ветува, друго прави, трето го нема, се нервираш и викам леле, се откажувам веќе, не можам. Толку дадов вечерва публика за дова, тој вечерта го снема, утре дента са бајни се извиним. А сте имале такви ситуации кога остануваш неплатен по украден бевме на цела една турнеја. Добро. И тоа пазарот што беше, вечерта го нема, секогаш не исплаќаш, сега го нема. Викам, не, ја од ова се откажам, готово, не пеам веќе, не да, ајде бре, молим те, ова, нема што да ме молиш сега, на што личи ова, викам. Кога еве ти го Сабајле, извини, молим те, викам, извини, ама јас се разочара веќе, готово, не ни пеам веќе ни ова. Не, немој, турнеја правам со Миле Китич, со него ќе биде. А исто сум се разочара и во Австралија. Не носеше еден менаџер, вика, во Перт ќе биде исплатено последното, што е одиме Мелбурн, Аделајд, Сиднеј, сите градови, у Перт го снема човекот, нема. И мораме да пријавиме конзулатот, интервенција, ние седиме, немаме за јадење и за пиење, со овие лета, со кочо, со... Сите ве зезна? Да, сите, да, и седиме и тоа. И чара? И чаре беше да се враќаме назад, да му спарени собра да се вратиме назад, а ја воедно заминав за Канада, беше зимно време у Канада, вамо 40 степени, вамо минус беше 25. Не. И си отидом они до Белград, па се врати, ја отидов за Канада со друга екипа и тоа е. Тогаш сум се разочарал. Значи тоа не ви платија никогаш? Па имало некогаш да не ни плати или ќе... Не, тој во Перт што требаше да ви даде пари, не ви плати, тоа беше тоа. Не ни плати, Толку? Си изгуби човек, го снимуе. И тогаш викаш, не доаѓам повеќе. И кога ќе се пазариш после со друг, нормално прво наведуваш пример тоа. Незгодно му речеш, кој ќе дај ми пари. Како да му речеш тега, да ќе изгледа некоја недоверба и така е тоа. Да. Значи во тоа време така го имаше, повеќе го имаше. Сега не знам, сега нема многу така може. Па јас не сум го имал тоа искуство да видам искрено, секогаш можеби ете сум имал среќа да соработувам со коректни луѓе. Да. А барате пари пред време да ви се дават или? Сакав да прашам, ако си немал таква ситуација, сигурно наплатуваш пред време. Не, за среќа се поставувам доста професионално и во тој дел. Тие што се од другата страна организатори знаат дека јас сум професионален и доколку би настанало било каков проблем во тој дел, најверојатно и тие ќе се најдат во непријатна ситуација. А инсистираш на договор? Пишан, со подпис, за да може таа непријатна ситуација не биде да ако гледаш дека може нешто да. Меѓутоа досега сум немал проблем, навистина сум биле коректни. Преку естрада кога одевме, тука нема лаво. Договорот е тоа, ако нешто тој не исплати, естрадата исплати, нема проблем. Али кога одиме приватно, посебно со овие странци, може се да се случи. Испаруваат, а? Да. Дали никогаш се сакале да го промените вашето уметничко име? Јас лично не. Не? Добро. Или да смените некако да смените друг нешто. Не, јас само сум додал Р на квадрат, пошто сум Ранко Рангелов и толку. И повеќе во Австралија Р на квадрат. Не, Р, не Р. Добро. Кај мене некако остана име, извини Ранко. Кај мене остана некако препознатливо веќе Јордан Митев, дури и малите дечиња кога ме кажуваат, не кажуваат Јордан, него Јордан Митев. Да, име и презиме, да. Тоа е одлично. Мене ме прашува во Австралија зошто Р на квадрат, зошто не само Р, па вика че испе дека сум овчар. Дали имате тајна колекција од нешто што никој не знае? Или домашните знаат, јавноста не знае. Собирате нешто, марки се збираат, дачки се збира. Нешто да ти е хоби, не знам, имате ли хоби нешто? Одела, не знам, ловджија, така натаму. Сега набројуваме, нели, за да ве инспирираме. Да, немам јас некоја посебна колекција која што ја чувам само за мене. Се што имам, тоа е јавно, го носам, го гледаат луѓето. Говориш за гардероба?
Да, А за нешто поврзано со некакво хоби, не знам, може некој сака да црта, може некој сака да лови Не, сега за сега не. рибар, не знам. Не сум дошол до тој стадиум да имам време да се посветам на тоа. И на нешто друго. Сепак јас сум 38 години, така да имам време за за други работи. за такви работи да понатаму. Да. Јас сум љубител на транзистори. Значи, порано, Добро, и? транзисторите има средни бранови, има Оние FM, малите има... или било кои малите, големи малите мали? со антенчи. Оние малите што се носеа. Фаќа се живо, значи. Да. Навечер средни бранови фаќаш цела Европа. FM одлично, а башка кратки бранови. И сум во секој одење во Сингапур или во Дубај, таму беа најефтини и сум купувал така да ги чувам дома и моите викаат еден ден ќе ми текне да одам на пазар, таму ќе ги оставам да ги кој што сака на кило нека да ги продадеме, зашто зафатиле многу места. Па еве имам околу 25, значи од 18 само од Австралија што сум, а таму најмногу сум. Работат? Работаците? Сите работат. Сите работат. Ќе отепам некој ако не работи. Имам сега една ситуација, сега ми текна, па кога купив првиот Мерцедес. Јас сум обожавател на Мерцедес. Ете, гледате дека има нешто, секој си има. Добро. Тој Мерцедес, првиот мој Мерцедес кога го купив некаде 2010 година, беше 2004 произведен. Значи 5-6 години стара кола. И на другарот што го продав, реков кога ќе го продаваш, ќе ми кажеш, не е битно дали после 5, 10, 15 години, јас пак ќе си го земам, затоа што ми е прв Мерцедес и сакам да го чувам. И сега го зедов пред еден месец. Добро. И го реставрирам. Значи наново го фарбам комплетно се. Народот ги интересира. Ти го продаде поевтино од што му го продаде или дупло? Нормално, не. По таа цена што си е денес на... Си е денес пазарна. Но ми беше некако мерак да... Дете, го вратам пак во таа состојба. Ама конкретно само таа кола, нели? Чисто заради тоа што е спомен, само заради тоа што за е спомен, прв да. автомобил. Иако е, мислам, комплетно во функција Во се како што треба. Браво, браво. Дали никогаш сте ја снимале десцината одново и одново поради неконтролирана смеа? Случило ли никогаш? Да. Еве, например, спот снимате, не знам, Додека размислува Јордан, Ранко, ти обично знаеш да се воздржиш, вака гледајќи те низ годиниве, нели? Да. Имам чувство дека баш како што треба да биде, нели? Кажуваш, да. имало некад кај што не можеш да се воздржиш? Имало некоја ситуација? Те понисува публика, да бидем све. понижен или нешто. Не, да почнеш да се смееш и ти на Да своите не можеш да се воздржиш од смеење на шега која што ја Сум се кажеш. смел на публика, Добро. пак исто ќе напомена во Австралија тие години. Се смеам, знаете зашто веќе громогласно аплауз што сум го дал тоа, меѓутоа отпосле некои го сватија па почнаа да се смеат. И тогаш и јас се смеам, што да правам. Да. Потоа. Ама знаеш да се контролираш, нели? Не, како не, никогаш не ќе пропадне вицот ако Да, се смеам. да, па дома. Сега ја го имитирам озбилна и ситуација. Сам да си се насмееш. Не, Сам да си се насмееш, да. Тоа не го практикувам никогаш. Јас сум сериозен, уни уште повеќе се смеат. И му рекол, знаеш, како жената вика, за нова година со вас нема да бидам. Знаете зошто? Минатата година стварно убаво беше, мамаш ми пиеше у 10 се напи и после јас си пробав како што сакам си проведам. Сега престана да пие и затоа не сакам да одам за нова година сега со вас. Да. Ги смета. Паметно. Јордан, те прекинав, или? Да, така? Си рече за Берзон. Не. Не, сега имаме друго прашање. Друго прашање имавме. Што беше Неконтролирана смеа. Да, неконтролирана смеа. Еве, например, во студио снимате нешто, така? Не, сум имал обратна ситуација. Ајде. На многу, доста настапи каде што има такви емотивни моменти. Пример, еве пред една недела имав еден настап каде што на една моја нова песна, која што ја посветив на мојата ќерка, невестата и нејзиниот татко сакаа да танцува. И сите се собраа околу нив. Јас ја почнав песната, меѓутоа некако така ми стана целиот момент емотивен, кај што дури не можев да ја Заради тоа, не татко, можев да ја пеам ќерка, песната. или... Така да сум имал обратни ситуации. обратна ситуација. Или ситуации кога се пее за мајка, пример. Некој емотивен момент каде што Не можеш да... со гостите кога ете има таков момент да заплачат, некако и мене ме тера да не можам да ја продолжам песната, па морам да се свртам или нешто да направам за да продолжам да пеам. Да, јасно. Дали некогаш сте пробале некоја необична диета, ама ја овде би додал сега нели во ово ново време кај што многу повеќе се зборува за здрав начин на живот, здрава храна и така натаму. Јордан, ти имаш ли некакво хоби поврзано со тоа, некаква активност за одржување на нели темпото и сепак треба пејачи да издржиш, нели?
Има периоди кои што храната знае да јас сум гурман, сакам добра храна, а поготово супругата е за вокуина експерт. И некако Проблем ви прави. Проблем, но пред неколку дена утврдивме дека сум малку повеќе од тоа што треба да тежам и ми смета буквално кога И после 30 кај мажите. Да, јас тоа веќе го чувствувам. И така да внимавам, меѓутоа не сум баш педантен во тој дел 100%, а треба да поработам. Ама знаеш така некогаш да си направиш. Да, апсолутно. Апсолутно. Постите знаат да бидат, ева овој период сме во пости, значи јас моментално постам и некако во тој период знаеш да си ставиш некоја граница. Некоја граница што. Та добро, и не за джабе се постите, нели, баш во тие периоди кога што треба едно прочистување на телото, така е. Ранко? Јас исто пак ќе наведам. Немате проблем со диета. Во Австралија кога Пакам немаше што да се касне. Добро. Нашата храна ми стана тешка. Значи, не носат дома печено јагне, прасе, вамо тамо. Бидејќи морска храна јадем, ја толку се навикнав на таа морска храна, нашата не може. Отидов на една фарма, заклано јагне, она не можам да го јадам и мириса на овчетина, што не било случај тука и само морска храна. Значи, стварно била здрава, толку сум јадел, а од ден на ден се послаб изгледам. А се грижиш за еве вака на овие години, нели што ќе внесеш, колку ќе внесеш? Како не. За здравје. Да ви кажам дека навечер само лук и леп јадам, значи и то Лук и добро леп? ми годи. Лукот е како антибиотик. Да, тоа да. Им ти се јаде Ама и ти се приспива после, паѓа И притисок. паѓа притисокот, да. Да, Не можеш да мама, користиш. Позна Ти е. како бебенце. Дедо кај легна. Како не го запамна. Малку лукче со солце, ова лепче и готово, толку е. И заспа. И сите се чуда заради е можно лук и леп да јадеш. Викаме, најубаво е дење да се најдеш лук и да поеш на шалтер, ќе ти направат место Да, сите. сите прво вршуваш, ти одиш одма. Да. Така. Добро, како сме со Немаме време? време, мораме да пееме. Може да пееме, зашто да не. Да. Одиме со Јордан, ајде може, а? Јордан? Може. Па може, па Ајде. да. За песна. Може. Секогаш. Шикате по вилата. Наздрави за љубов, за среќа, така е. За среќи Ајде. Ајде да наздравиме. Немаме со вода, ама еве ќе наздравиме вака. За наздравување. Ајде, на здравје. Ако пред ти сврти живото, кога нешто не оди, застани и насмеј се, избриши ги солзите, кога иде крај нас немаш сили повеќе и тогаш не заборави и да добри денови. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живееш. Кој те разочара, има доста пријател или роднина, или те напуштила љубовта најголема, тога само помисли и нагоре погледни, има Господ гледа се и мисли добро за тебе. Наздрави за љубов, наздрави за среќа, наздрави за секој ден. Животот е еден и тој не
za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sekoj den. Život opede i to i ne vrede, ako nego živeš. Nazdravi za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sekoj den. Život opede i to i ne vrede, ako nego živeš. Nazdravi za ljubav, nazdravi za sreća, nazdravi za sekoj den. Život opede i to i ne vrede, ako nego živeš, ako nego živeš. После толку наздравувања, малку да одмориме. Браво, одлично. Реклами. Но победа песната. Успешно, успешно. Никој како оваа вечер Ранко Рангелов и Јордан Митев ви благодарам за присуството. Мислам дека беа многу интересни и забавни овие приказни кои што ги чувме и поучни секако, нели? Да се најде секој во некоја ситуација и како јас велам секогаш да треба да знаеме и дека од другата страна на сите овие јавни личности им се случуваат работите како што им се случуваат и на сите оние другите, нели, што имаат, да речеме, нормални во наводници работи. И они наздравуваат како и сите други. Не мислам само на тоа. Изназдравивме денеска за цел месец. Ама и хуморот кој го правите треба да биде вистинито тоа. Не сме да биде лага, нема никој да се не рече, ова ако е вистинито тоа, секој ќе на пример оди една се омажила пред Нова година во друго село и сите трча да видат како сната што ми ја дадоме, каква е. Абе, многу е добра и знаеш, трча, слуша, ма не може да раѓа, бе. Како бе, кај нас си раѓаше на секои 2 години? Неле, кај нас. Многу добро, не, шопино. Океј. Да одиме на игра. Океј. Оно што сакаме сега е... Па не, да идеме малку да цртаме. Малку да знаме. Имате таблички пред вас и нормално денеска сме добри, фини, да нацртате оно што вас ви е драго и оно што вие мислите дека знаете или најдобро да го во нацртате. ситуација кога нешто си црткаш додека збориш, а пред тебе има лист. Може и такво нешто, што си црташ во тој момент. Ајде. Опа. Само не мора многу да биде тоа нешто уметничко и да биде брзо, нели, за да... Свет. Светчат. И среќна Нова година. 25-та. Со свечава? И ова само се брише среќен 8 март, па се брише среќен роден. Така, може да го чуваш нон-стоп. Ја универзален ти кога црташ. купувам многу продавец вика, бе ти што го викам за 8 март, се ова може ќе поскапи многу. А што сега за 8 март? Кога сега? Викам ова и за 8 март. Да, много паметно. Значи цвикенца, не знам дали го видовме, Ќе го покаже, Ранко, ајде. Ајде. Да го видиме цветот, значи универзален цртеж Така, за сите пригоди. Цвет да, за Така. сите, значи посебно за мажите по еден цвет. А нешто ќе остане и за жените, така, за нова година, сите со цвеќе, со среќа, со нека... Како еден вика за нова година, вика, толку сум пијан, на улица го најдеш, толку сум пијан, не знам, нос разбиен, она, ти му викаш, дај бе да те вратам дома, нема смисла вака. Ја од дома така доаѓам, значи го исчукале дома. Не, мори, мајко, сирома. Јордан, ајде. Ова си ти. Расположен за концерт.
одлично. Наздравите, другари. Да, треба една чашка таму. Наздрави за Ајде, да се љубов. наздрави. Наздрави за Наздрави за среќа. Ајде. За среќа заедно. За среќни празници. Чекай само да не ги види. Добро. Нема да ги видат сега, јас кај мене А, се да кај ги тебе да ги О, ското. превјуто го Ете, пратиме, не зошто? гледат. Затоа што не смеете да видите што ви пишува Кој горе. сте? Односно, Добро. треба да се погодите, тоа е играта. Да, добро. Колку каде да го ставам? Ово е Да, овде. така е. И јас така мислам. Некоја Ајде. личност. Да, Да, лично. вие сте сега личност што треба да си ја погодите, значи можеш Ајде, Јордан. намисти си. Добро. А, А си? Со капава ќе одиш на Да, капа со да капа. ставиме ли? Ако, Ајде, чекај со се. капа, со капа, Ова да, е, прста. ова е неверојатно. Ако некој носи. И само овде на кај двојката, за да видат гледачите што ви пишува горе. Ето така. Добро, Ете. добро. Значи, со да и со не помага другиот, Добро. секој треба да погодиш кој лик е горе. Горе, така. За брзо време. Значи, Јордан треба да го погоди ликот што му е на глава и исто така и Односно, И јас исто кој да си ти? погледам Кој Така, сум јас? кој ми виси над глава. Ете. Ајде, кој ти виси на глава. Кој сака, одиме прво Прашувате едниот па за другиот. себе си, а Добро, другиот добро. одговара со да и не. Ајде, да видиме. Не го гледај неговото, значи за себе прашуваш. А, за себе? Да, да, да. Да. Прашувај, Прашај, пејач, од глумец. Од Македонија? Од Македонија, точно, браво. Добро. Од светот на хуморот или политика? Не, Естрада? естрада, Добро. Пејач? пејач, Добро. Динамичен или од овие помирни? средно динамичен. Средно динамичен. Прашате колку е. Слушај, ако беше динамичен, Мирко Митрев се, така? А овој средно динамичен сега. Динамико, Мирко, колку сакаш. Средно од која генерација? Од средна возраст, по старите? Па така, Повозрастните? од средно на постарите. Да, Аха, добро. Што ги Се викаме? уште функционира добро? Функционира. Добро. Маријан Коцев? Не, уште постарите. Па не, бе, Маријан Коцев од постарите. Не, мислам средовечен кон натаму. Доста е популарен човек, од така да нема проблем да не го погодиш. Значи. Миле Кузмановски? Идеме па натаму. Повозрастен, уште. Наум Петревски? Не, идеме Уште повозрастен. Малку Ефто? Не, Ефто го спомнам мене што тука, ама не знам. Го спомнав по Муабетов. Ранко со да и со не само. Да. Ќе го погоди. Ајде. Ето тие по старите што ги викам. Тие. Деве Ранче, помогни малку, Ранче. Па, сега Многу ти Сега помогнавме. сега се блокира. на К му почнува. А, Круме! Чичко Круме! Поздрав, Дучко Круме! Чао, Чичко Круме! Ке се видиме во новогодишна. За Круме, да. Круме, легенда. Тој беше гостин и кај мене дома, така да така. многу го почитувам. Супер. Така е. И многу ни ја сака и емисијата, така да и Така во е. новогодишната сме Многу убаво си договорени, се ќе поминавме. биде како што треба. Само вака, биди така, бидете така, гледачот да Ма ме не чека. гледаш. Добро. И тој треба да се вклучи во ваква игра, но наместо да погоди кој е тој, треба да погоди кој е предметот, поимот кој што го имаме во Добро. кутија, за да Одлично. добие подарок. Да. Вие не добивате подарок, гледачот да. Добро вечер. Да завршам само таму кај нив. Намалете го тонот на телевизорот за да се чуеме. Така Тоа е тоа. Да. Шлајфува. Да. Добро вечер. Кој ни се јавува? Анастасија, Анастасија, колку годинки имаш? 10, Браво! Од каде? од Скопје. Скопје. Добро, Со од кого која не населба? гледаш и од која населба? Од Долна Листица. Од Долно Лисиче, браво. Браво. И со кого си мама тамо шипка, ја слушаме? Да. Поздрав за Поздрав. мама и поздрав за цело семејство со кои да сте во Мигов. Мама да помага, Да. Треба да имаме погодиме. предмет, По име да го речеме. Поим, така е. Значи нешто што е поврзано со зима, со нова година, тоа знаете, многу лесно е. да, ама Ние ќе ви најмногу асоцираме е поврзан со... може со да Дедо кажем, Мраз. Со Дедо Мраз е Ајде. најмногу поврзан. Како се викаше Анастасија, така беше? Анастасија Само се да викаше, запишам. да. Анастасија, Да. Прашувај. Да. Прашувај, Анастасија. Чизма дали е? не е чизма.
Не е нешто што Дедо Мраз го носи, ама му е потребно за да дојде кај тебе да донесе подарок. Санка? Не е санка, Ирва. не се ни елените ни Не ирвасите. се ирваси. Туку Дедо Мраз со подароците треба каде да Како помине. да дојде до кај тебе дома? Оđак. Оđак! Така е, да го поимат оđак. Браво, Анастасија! Чека да видиме за Анастасија. Анастасија, имаме Оđак! убав подарок, односно подароци. Ако е изчиста, нема Црно да... мраз. Добро, за Анастасија, еве овој украс, оваа елка, која што може да се ставите во вашиот дом, и еве лампиони, розевски убави лампиони, Анастасија, за на елката да си ги ставиш. Со мама, тато или... Голем поздрав. Некој се разбира да ни дојдете во Телма во рок од 7 дена, секој работен ден. 15 до 17 Така, од часот. 15 до 17 да си ги подигнеш овие подарочиња. Поздрав Анастасија, поздрав до сите дома, поздрав Долно Лисиче и поздрав до сите оние кои што не гледаат. Така е. Кај застанавме? Кај овој на Шеширов? Да видам Кај Ранче. Шеширот, а? Да. Добро, ајде. Вака да не е исто од естрада нешто. Па, Тука е. тука Тука да е, некаде. меѓу естрада и ова, да не е глумец некој. Да, во твојата сфера. Да не е Војче Китановски. Не. Не. Добро. Ова е под младите. Од помладите, а? Да. Добро. Многу беа популарни и уште се популарни, меѓутоа пред 10 години беа Да. во множина. Добро. Да не е Димче нешто, Кате, Не. да не е... Помлади. Имаше вака еден брк како Хитлер. Ако Хитлер. Од К-15. Така? Кој? Како се викаше сега мајко? Ајде. А ликот како му се вика? Ликот е уствари. Ликот го бараме, да. Разбираш? И разбираш, да. Кој е? Оф, леле. Јабе батка. Јабе батка, знаеш Јабе како батка. Знам, со Пружа кафе, малишта. Зборуваше Радовишки, зборуваше... Не ми се мишеме штипки. Така е, Малер. меѓутоа не знам како Малерот? се вика, Малерот, Тоше Малерот. Така! Тоше, колку пати сме заедно настапували, не може да се сетам дека Па добро, сега и некогаш емисија во живо се блокира човек. Така. Ај сега додека Може да си го у овој филм, една може- песна од тебе, вака, Така е, што со викаме, Сериозна со песна да сентиме, биде, така сериозна, е. многу сериозна Сериозна песна, пред песна. рекламите, да. Жената ми роди уште едно синче, црно, црно, право палестинче. Ту се смеја, ту пак вичи, вртам, сукам, на Јордан ми личи. Човек да се чуди, па да се звери, откаде и тој замешал прсти. Сатот беше околу 9, ти беше негде пикнат по кревет. Човек да се чуди, па да се крсти, кој се тука замешал прсти. Браво, реклами, а потоа и последниот предизвик игра за нашите гости, бидете така. Ете го. Ете сме. Нашата омилена игра овие празници или предпразнично се разбира Голф. голфот Пази, кој што ќе го наместиме, ете го топчето. Добро. Голфот новогодишен. Така? Новогодишен голф. Ранко сте играле голф до Гол сега? сум гледал како се Во играли. не сум Австралија? играл, да. На толку идење у Австралија. Сум гледал цело време, Ама сум не пробал. играш? Не, Зошто? не сум пробал. Не знам да ти кажа некако, многу ми изгледа мирно, јас сум темпераментен, Да, тоа можем ја ќе изораш дамо да дека јас овие... сум навикнат на нешто темпераментно и да викне Ивко Панготски. Удар кон голот, гол, нема гол. Ме пали. А Јордан? Јас во Канада бев да играм голф и наведом така изгледа лесно кога гледаш Да, како мама, игра. што става. Да. Меѓутоа и не е баш така лесно да го погодиш топчето кај што треба за да отиде Да. некаде. Така да изгледа лесно, И меѓутоа не е лесно. привлечна ти е играва како таква или и ти си така? Па сега сега не може да се најде. Поеше за гужва, трчање, Меѓутоа имам другар пријател во Шведска кој што е
Навистина страшен голфчија. Добро. Си играл малко, ја му давам предност тогаш. Ако играл, да. Ја ќе научам од него. Ајде. Ти следи внимателно. Да, чекај. 3 обиди имате за да нели топчето биде во онаа новогодишна кутија. Па ајде, Јордан, Ајде, концентрирај се. Оп. Добро, Нема гол, имам нема друго гол. топче, Ајде. Ево. Да видиме. Концентрација. Оп. 3-4. Сега. Треба со залетова, јас сепак мислам. И сега трет обид, сега ќе влезе топчето. Готово е. Мислам дека ќе заврши. Готово. Ајде. Ајде. Сега му е мајка. Леле. Ама си спраксиравте Да. во режија, бе! Како пренос да правиме од голф на... Ајде сега јас да видиме. Ајде да го Чекај да видиме да подкачам. не дува. Дува ветер, не дува, добро. А, нема. Ајде, мирно е. Готово. Хај Чека да видиме. Ај сега. Може со 2 раци или со една? Може. И со нога, ако сакаш. Рамко, мајсторе! Нема потреба, второ, трето, тоа рама. Ќе се испотепаме со противникот паса и нема. Не, осте, ти не си играл, осте, не си играл. Видиш колку Ке е. те барат сега него. Публикава негова како ќе ме начека. Требало да си пробаш сриката ти кога си бил во Да, Австралија. видиш, среќата е Гледаш? тука. Новогодишна среќа, бе, нема. Така е. нема Кога што. сме веќе кај Нова година, новогодишниве празници, остана време само нели околу тоа да ве прашаме, кој каде е ангажиран, кој како ќе помине, кој како му се плановите нели за празничниве денови. Па така, јас планирам во домашна атмосфера, заедно со мојве таму, со внуката, со ќерката, со жената, со зетот, значи заедно да сме таму и да се опиеме, с кревет има колку сакаш, така да нема проблем, нема да возиш, нема да те возат. Така е, да. И така планирам за Нова година. И верувам. Да, јас за Нова година сепак ќе работам. 31 декември ќе бидам во Радовиш, во објектот Леона Лукс. А на 1 јануари ќе бидам во Охрид, во Инекс Олгица. Хотел Инекс Олгица. Супер. Да, во меѓувреме нормално Во следат по меѓувреме- социјалните мрежи. Да, пред Нова година турбулентно. има доста настани, ширум цела Македонија. И вака сума сумарум, кога би ја заокружил 2024 задоволен, има нешто што не успеа да направиш, па и приватно, можеби професионално. Мислам дека треба да бидам задоволен и сум задоволен. Апсолутно. И кој ќе се земи, кој ќе се стави се на еден кантар, сепак е една успешна година. Да. Супер. И јас исто можам да бидам задоволен. Non stop поддржувам врска со Австралија, им се јавам на радијата, им кажува хумор. А хумор има доста кај нас. Така е. Секој ден хумор, така да нема проблем. И сум задоволен, навистина сум задоволен. Не пресушно, не можеш да се пензионираш ти. Нема пензија, не ми дават. Не дава, ја пензија приема не дават. Како маршалот би завршил емисија, например? Ајде заврши емисијата. А ние се гледаме утре во 17:15. Ајде. Другарите и другови, ја мислим да ќе ова нова година biti највеселија. Зашто? Кад е туга ту, онда е највеселија, другарите и другови. Зато поздравljam Телму, поздравljam сви ови кои су данас овде и кои овде гледају све тоа и кои ќе гледати и сјутре и тако дале. Живела Македонија. Хвала лепо још едном. Живела, а? Наздрави за љубов.